Директорот на РИК Битола Златко Ќорчиевски на денешниот прес покажа умерен оптимизам дека плановите за производство на јаглен и на електрична енергија ќе бидат исполнети. Сепак признава дека и натаму од лани до сега се соочуваат со проблемите на механизацијата за ископ на јаловина и на јаглен, бидејќи најголемите системи се уште се заглавени во јагленокопите на рудникот Суводол. Заклучно со 20 мај рудниците испорачаа 1.625.000 тони јаглен, што е многу блиску до планираното. Очекуваме дека годината ќе завршиме на проектираните 4.800.000 тони јаглен, што ќе биде сосема доволно да го исполниме производниот план од производство на 2750 до 60 гигават часа. Да, во изминатиот период, минатата година посебно, меѓутоа во континуитет проблемите продолжи и ова година. Се соочуваме со низа обструкции во производниот процес, пред се заради поплавите. Меѓутоа на дневно ниво или во периодот на месец мај, кога работи само еден термоблок, состојбите се драматични. Јаглен на депонија има околу 30.000 тони, од рудникот јаглен се ископува со лимитирачка динамика, а се троши мазут до 25 грама по киловат час струја, ни рече минатата недела поранешниот директор за производство Спиро Мавровски, кој во РЕК Битола оствари 35 годишен работен век. Во овој момент јавното предпријатие ЕСМ произведува некаде околу 25% од вкупното производство во Република Македонија, што е катастрофална состојба. Значи, како РЕК Битола, ние сме произведувале 75 до 80%, но ова неработење на РЕК Битола значи 37% увоз на електрична енергија, и тоа накнадно ќе го платат граѓаните. Иако денеска првиот човек на државните електрани Васко Ковачевски рече дека не очекува годинава зголемување цената на струјата, сепак состојбите во РЕК Битола одат токму во спротивна насока, како што тврди поранешниот директор Мавровски. На крајот од овој месец ќе се знае што ќе испорачува ЕЛЕМ и МЕПСО до регулаторна, но иако прогнозите за август по ланскиот црн август со 7,4% покачување, можно е повторно да се случи, сепак локалните избори се добра шанса власта да се воздржи барем во овој период.